Здраво, ова е 251-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Бардо, False Chronicle of a Handful of Truths на Алехандро Инариту, во кој станува збор за епското патешествие на Силверио Гама, глумено Даниел Хименес Гачо, мексикански новинар и документарист кој се враќа во родната земја соочувајќи се со сопствените спомени, криза на идентитет и семејни релации во спрега помеѓу тамнешниот и сегашниот изглед на земјата. Протагонистот поминува низ екзистенцијална бура која што ќе отвори витални прашања за неговиот одминат живот, запрашувајќи се пред се за легитимитетот на неговото место во универзумот, но и преиспитувајќи го неговиот сооднос кој го имал со своите родители, потоа како се гледа себе си како сопруг и како гледаат на него неговите деца, за на крај да го воочиме со односот со неговите пријатели и непријатели. Но што со сето акумулирано каење кога минатото е непроменливо? Дали навистина на крајот на денот ќе се претвориме во представата која ја имаат другите за нас? Силверио се препушта на соништата кои се реални, ама не вистините, премотани спомени од кои се исцедени вистините, изветреани сеќавања кои додека бледееле го изгубиле допирот со стварноста. Во свет во кој корпоративниот Амазон си купува парче земја на Мексико, се сретнуваме со Силверио кој се наоѓа на екзистенцијално премрежје како туѓинец без дом, помеѓу мексиканскиот кој го има напуштено и американскиот за кој секојаш ќе биде доселеник. Тоа е меѓусветот во кој се раѓа огорченоста и не само довербата, која во комичен манир е изразена преку изјавата на аеродромот вработените дека САД не е дом на авторот. Светот се смена ониричното навраќање на родната земја, кое започнува со летање на сенката, халуцинаторен нем аплауз, навлегувајќи во магичниот реализам на поплавеното купе во кое пливаат човечки рибки. Врќањето на бебето назад од таму од кај што има излезено, пустината во дневната соба, па дури и средбата помеѓу таткото и смалениот Силверио, се одрасна над реалните потфати на кои подлегнува творбата. Свет во кој сенките се осамостојани од телата, свет на масовно спонтано онесвестување, а визуалната поезија ќе ја најдете во струпулената статуа и планината од лешеви насреде плоштад, или пак во збугувањето со бебето кое плива во океанот. Има една сцена во која се исмеваат интимните секвенции од приватниот живот на новинарот од страна на ТВ водителот, кој го уништува неговиот кредибилитет, шепотејќи му дека не може да се нарече артиста кој е роб на капиталистички ТВ реклами, едно кошмарно исмевање кое сведочи за преиспитувањето на кое подлегнува авторот. Кралот е гол и обвинет дека е американски потрчко, осудување кое е сродно на проектираниот синдром на измамник, кој си го себе наметнува авторот во животот кој телепатски го дефинира како серија на идиотски слики. Во дискусиите со своите најблиски се елаборирани контрадикторните светогледи на Силверио, поглед на неговиот однос и третман на Мексико, кога разговара со американец визави неговото носталгично романтизирање на минатото на Мексико, додека американците му даваат награди за животно дело, гледајќи на себе си вечен бегалец од едната и другата држава. Во филмот се прикажани и класични нееднаквости кога мексиканките не може да одат на плажата резервиране за имотните американци кои си ја закупиле нивната земја, земја во која се уште царува криминалот и сиромаштијата. Да било толку убаво во Мексико, немаше Силверио да мигрира во САД, му посочува неговиот син, и таа вербална шлаканица е на место за освестување на занесениот сонувач. Со будистичкиот термин Бардо за прв пат во нашата кинематографија се сретнавме преку истоимениот краток филм на Марија Апческа, во кој тибетанскиот назив беше посочено дека означува стадиум помеѓу, односно според тибетската етимологија означува транзиционен стадиум кој најчесто се однесува на пространство помеѓу животот и смртта, радоста и тагата, своевидно трагикомично чистилиште во случајот на Инариту. Воочливо е филиниевското преиспитување на животот на авторот во манир на 8,5 со Амаркордова плејада на епизодисти. Абсурдот е далеко од Бунјуел, Парајанов и Палфи, ама се стреми да танцува со ирационалност. Сивилото на плоштадот со мртвите тела ме подсети на бестелесноста во кадрите на Landscape in the Mist на Тео Ангелопулос. Вон телесното искуство во чистилиштето
е решено на лик The Tree of Life на Теренс Малик и воопшто кадрирањето на широките изобличени кадри на ликува се разбира не во толку екстремна форма на естетиката на Лубецки. Наслушнуваме Блех оркестар кој би го искористил и Кустурица, уште на најавната шпица, а лутањето на новинарот низ карневалскиот свет и разговорот со кратковидиот националист кој живеел во воајеризмот и кликовите на скандалите во емисијата на кровна зграда е аналогно на следењето на камерата на Китон во Бърдмен, што сведочи за авторската автореферентност. Инариту се поигрува и со митови, легенди, дел од воената историја на мексиканскиот народ. Музиката е ставена во функција да ги засили емоционалните состојби во линија на действието и служи како апостроф на сцените, дали е ламентирачка во сцената со збогувањето со вевето или пак е во прашање Блех оркестар во пародичните секвенции. Кудачката оркестрација од златната ера на Холивуд ја наслушнуваме додека Силверио ја брка со големата сакана, има дури и простор во филмот за масовни кадар секвенции на латино танци и еден од најочудувачките прикази на Let's Dance на изолираниот вокал на Дейвид Бови, небаре Дейвид му пее исклучиво на Силверио, сцена по која нема да можам да го избришам филмот од моето сеќавање. За впечатливата фотографија се потруди адаптабилниот снимател Дарио Сконджи, човекот кој стои зад визуелната естетика на Seven, Деликатесен, The Ninth Gate, Panic Room, Funny Games, Midnight in Paris, Amor и Окжа, а последен пат го спомнав во видеологија која го сними Uncut Gems, кои што со помош на инсистирањето на Инариту се изборија да снимаат на филмска лент и тоа на 65 мм, што е преседан кога е во прашање стриминг компанија, која овој луксус им го допушта само на извиканите режисери, а самиот Инариту нема снимено на лента од Beautiful од 2010 година. Непореклива е вибрантноста на боите и текстурата која ја допушта филмската лента за визуализирање на овој калеидоскоп на очудување. Конджи е подготвен да го емулира на свој начин Лубецки со неговите фишајлејки, нудејќи ја изобличената представа на реалноста. Има дури и симулирање на документаристика која се земаат интервјуа на бекалците преку граница. Па дури има и еден автореференцијален трекинг кадар во кој Силверио поминува покрај La Torre de Babel. За честина практика ми станува видеологија да коментирам за потребата на режисерите да ја преземат функцијата на монтажери на своите филмови, што за жал резултира со комплетирање на преобемни остварувања, занемарувајќи го фактот дека луѓе ќе треба да ги гледаат со очи поразлични од нивните, злоупотребувајќи го вниманието на гледачот за тоа што ја имаат загубено објективноста на селектираниот материјал. Преземањето на кормилото го чинат добронамерно, затоа што имаат сингуларна визија за течението на действието и зацртан ритам, кои што сметаат дека најдобро ќе се реализира доколку тие го диктираат, занемарувајќи ја потребата од поразлична, објективна перспектива, која што еден монтажер може да ја понуди кога би го сечал и лепел филмот и на тој начин да им ги посочи проблемите кои ги предочуваат, но не сакаат да ги прифатат. Во случајот на Инариту, тој монтира заедно со помош на Моника Салазар од Ханибој, кои се дрзнаа да состават 3-часовна верзија од филмот и ја пуштат во Венеција и Телјурајд за потоа да испродат 22 минути материјал за да биде поподнослив за гледање кога ќе заврши на Netflix. Не секоја убаво снимена сцена има место во филмот, посебно не доколку е кошница на течението, која не води кон нови сознанија за ликовите и действието, подлегнувајќи на стапиците на монотонијата која сама си ги поставува. Убавите фотографии се за во музеј, во филмот мора да биде составен дел од нанизот на внатрешната логика, воспротивно се гоблени кои го покриваат екранот на телевизорот. Режисерот кога седнува во монтажа го понесува со себе и неговото его, така што секојаш е во мнозинство и неговиот збор вреди повеќе, што некогаш знае да биде погубно во самото дело. Во случајот на Бардо, епската димензија работи против конзистентноста на делото, предизвикувајќи непотребно меандрирање на действието и талкање на ликот низ лавиринтот од спомени, беспатје во кое многу лесно може да го загуби патот невнимателниот гледач и нема да може да се врати назад. Ефективни се премините од една од друга просторија низ нанизот на време и простор.
Режисерот Инариту е еден од тројцата модерни предводници на мексиканската кинематографија, заедно со Гилермо Дел Торо и Алфонсо Куарон. Тој ја започна својата филмска кариера во 1995 година, снимајќи го телевизискиот среднометражен игран филм за грабежот на банка Детрас дел Динеро, за во 2000-та да го сними првиот дел од трилогијата на смртта, именуван како Аморес Перос, хиперлинкуван триптих помеѓу приказната за љубовта кон сопругата од братот, публицистот и супермоделката и платениот убиец. Во 2002 година го снима мексиканскиот сегмент од 11 септември, за во 2003 да го сними вториот дел од трилогијата, своето ремек дело 21 грам, продолжувајќи својата наезда на криминалистички филмови, овој пат во ликови кои губат 21 грам пред да умрат, филм во кој глумат Шон Пен, Наоми Воц и Бенисио Дел Торо. За во 2006 година да ја комплетира трилогијата со Оскаровецот Бабел, во кој едно семејство ги вкрстува патиштата со 4 фамилии во Марокко. Во 2010 година ликот на Хавиер Бардем боледува од рак и сака да се збогува со светот на свој начин во филмот Beautiful, а 4 години подоцна освојува 4 Оскари со филмот за пропаднатиот суперхеројски актер, кој се обидува да се врати на сцената преку бродвејска представа во прекрасниот Birdman. За само една година подоцна Леонардо Ди Каприо да се бори со CGI мечка во The Revenant и избори за Оскар. Во 2017 година се представи на Канскиот фестивал со неговата инсталација во виртуелна реалност, односно 7-минутното патешествие низ телото на еден мексикански бекалец во Карне и Арена, а 5 години подоцна го сними својот најнов долг филм. Така што екстремното насилство во криминогените кружоци беше оскана ротација во филмовите од почетокот на кариерата, а како старее, така се повеќе е заинтересиран централните ликови да ги сведе пред свршен чин, за да се запрашаат кое е било значењето на нивните животи и што оставиле зад себе на земјата, соочувајќи се со собствената смртност. Да не бидеме лицемери и го условиме Бардо како претенциозен филм, а истата таа претенциозност кај филмовите на Малик ја одобруваме и ракоплескаме. Факт е дека секој километарски наслов е сам по себе претенциозен, па затоа и на тој начин може да се условува делото од Бардо од прагматични поводи. Во сите режисери лежи едно носталгично квазибиографско романтизирано навраќање на своето детство или преиспитување на одлуките во животот, така што ако смеат побратимите Куарон и Дел Торо да си го допуштат тој луксус, може и Нариту. Затоа пак многу лесно може да го обвиниме за нецелесообразност, губиток на вниманието на гледачот, несосредоточена приказна, која постои можност некој да ја класифицира како бегол екзибиционизам, како казна за временските скокови. Филмот ја имаше својата премиера на Венецискиот филмски фестивал, кај што се закити со наградата Унимед за културна размена во борба против расизам и дискриминација, а потоа се прикаже на Telluride, BFI Бусан, Сао Пауло, Токио, EFI, а снимателот Дариш Конџи беше награден на фестивалот Камера Имаш. Филмот е работен за Netflix и достапен на нивната платформа и стана составен дел на кратката листа на кандидати за интернационален Оскар, која е сериозна конкуренција за номинација и награда, кој иако е атракција да биде прикажен на фестивалите, не се жиријата воодушевени да го наградат на нив. Екзистенцијално филмско патешествие низ спомените кои се одделени од вистината, морфирајќи во бурлеска сама за себе, фантазмагорични винјети, чиј што збир го составува поимањето на едно битие. Одолговлечена и не секогаш конзистентна интроспекција, меѓутоа нужна за лоцирање на зародишот на стравовите, на губитокот на сопствениот идентитет, на индивидуата и трагање по незиното место во заедницата во Мексико, кој не е држава, туку е состојба на умот. Ако морам да го евалуирам, тогаш Бардо од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 251-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!